Почитувани, квалитетно, конзистентно и добро систематизирано образование е темелот на секое општество, на нормална држава. Функционалниот образовен систем значи дека вистинските вредности управуваат со процесите во државниот систем. Образовниот кадар создава напредна сила која ги предводи конструктивните процеси. А што имаме кај нас? Имаме политизиран образовен систем што ги претвара училиштата во центри на политичко влијание. Неколку генерации наши деца станаа заморчиња за експериментални програми, само аплицирани во нашиот систем, но не и адаптирани на нашите можности и капацитети. Имаме учебници со непотврдени, произволни, неосновани теореми, четива чија содржина е под знак прашалник или пак уште полошо, содржина што отстапува од вистинските вредности и наведува на погрешни заклучоци. Имаме сомнително стекнати дипломи и емпириски недокажано академско знаење и звање. Што е резултатот од сето тоа? Распад на системот, младите квалитетни луѓе масовно ја напуштаат земјата во потрага по образовен систем што може да ја задоволи нивната жед за знаење и поопштенствен систем кој што напредува благодарение на нивните знаења. Македонски доктори, инженери, програмери, архитекти, биолози, физичари, економисти секојдневно придонесуваат за напредокот на некоја земја, а Македонија тапка во место. Време е за промена и време е да создадеме образовен систем што ќе одговара на потребите од едукација и знаење на нашите деца и нашите млади. Македонски концепт создаде долгорочна стратегија која што ги подготвува сите идни генерации за полесна адаптација во модерните дигитални општества. Предлагаме системски реформи кои ќе го подобрат образовниот систем и ќе го стават во функција на идниот правилен и нормален развој на државата. Прво е создавање на висококвалитетни наставници и раководители на училишта. Второ е ефективно користење на ресурсите. И трето е ученичка и студентска мотивација и ангажман. Преку овие три суштински реформи ќе се постигне системска промена на образовниот систем. Конкретни чекори што ги предлагаме за итни реформи што треба веднаш да се направат се: воведување на виши практични студии. Идејата е покрај академското ниво на одредени образовни профили да се воведе и двегодишно практично ниво за одредени профили кои тоа го дозволуваат. При тоа додавајќи вредност на образованието која може да се преточи во зголемување на ефикасноста на пазарот на труд. Двегодишните студии би се задржале на практичниот дел на курикулумите на одредени образовни профили, при тоа потенцирајќи ги потребните вештини кои треба да бидат стекнати од студентите, а кои се потребни на пазарот на труд. Вложување во инфраструктура и во кадарот на училиштата. Наставниците треба да ја започнат својата кариера со годишна основна плата многу повисока од сегашната и да добијат поддршка за обука пред да станат одговорни за водење на своја училница. Поискусните наставници пак со докажан учинок на извонредност треба да имаат можност да заработат повеќе на годишно ниво. Дополнително треба да се овозможи и ослободување на средства за истражување и развој со цел поттикнување на наука и потребата од вложување во човечки ресурси. Неопходно е да се создаде и национална програма за училишна инфраструктура, која ќе ги реновира училишните згради, истовремено создавајќи работни места во локалните средини. Враќање на спортот во училиштата и враќање на основите за одгледување на храна. Организирање и водење на различни спортски тимови во секој училиште, кои би се надпреварувале на локално, градско, регионално и државно ниво. Создавање на лиги на ниво на основно, средно и високо образование. Исто така, одгледување и растење храна и основни продукти за живот во основните училишта. Преку оваа активност, секој млад поединец ќе го научи процесот на создавање на храна. Грижење и растење на истата ќе им овозможи лична сатисфакција, физичка активност која ќе биде неизбежен дел од процесот и добивка за секој поединец. Љубов кон природната храна и здравиот начин на живот се само дел од бенефитите на оваа програма. Ревидирање на постоечки материјал за учење и создавање на инвентивни курикулуми за средно и основно образование. Ставање на учителот, наставникот, професорот во центар на образованието. Овозможување на секој ученик, студент, да си ги пронајде своите силни карактеристики и да ги усовршува, со тоа што, кога ќе заврши неговиот период на образование, ќе може да доведе до создавање на додадена вредност во општеството од поединец кој поминал низ образовниот процес. Различен приод до секое дете е моделот кој може да ги отвори потенцијалите на учениците, правејќи ги силни и способни во тоа што го изучуваат. Еднакво образование на сите.
Образованието треба да биде достапно и да дава еднакви можности за сите, без разлика на полот, верата, националноста, бојата на кожата и слично. Треба да се изврлат сите ограничувачки елементи од учебниците и образованието да биде наменето за сите подеднакво без дискриминација. Главен адут во оценувањето на квалитетот на учениците и студентите да бидат нивните перформанси. Улогата на висококвалитетниот образовен систем за едно општество значи да ги подигнат луѓето од сиромаштија, да постигнат поголема еднаквост, да развијат функционално мултикултурно општество и секако да создадат просперитетна економија и поголем број добри работни места. Ова се и нашите цели на македонски концепт, да создадеме образовен систем што ќе обезбеди иднината и просперитетот на нашата земја. Затоа, давањето поддршка за бројот 10 е поддршка за оваа идеја и заедничка цел.